Почитувани, на вчерашната 9-та седница на Советот на општина Ѓорче Петров стана сосема јасно кој се бори за интересите на граѓаните, а кој го интересира само личен интерес и политички бенефит. Како советници во општина Ѓорче Петров, кои што треба да работат за доброто на сите жители, ние се соочуваме со ситуација во која советниците од сите опозицијски партии, поради партиски причини, намерно блокираат носење на важни одлуки. Имено, Советот на општината донесе 3 одлуки за кофинансирање за реализацијата на следните општински проекти. Одлука за кофинансирање на проектот мапирање на рекреативна велосипедска и пешачка патека со поставување на вертикална сигнализација во село Кучково. Одлука за кофинансирање на проектот партерно уредување на просторот околу локалитетот Крст во село Кучково, фаза 1 екоучилница. Овој проект се финансира со грант неповратни средства обезбедени од Светска банка при Министерство за финансии и со општинско кофинансирање. Одлука за кофинансирање на проектот набавка на комунално возило за зимско одржување на улици и патишта во руралните средини. Овој проект се финансира со грант неповратни средства обезбедени од Светска банка при Министерство за финансии и со општинско кофинансирање. Односно, за сите овие проекти општината ќе учествува со минимални финансиски средства, а останатиот дел од средствата се обезбедени од грантови и се неповратни. Општината нема да има потреба да се задолжува како што тоа беше случај во минатото. За жал, СДСМ и Левица не се надминаа себе си и одлучија да се иземат од гласањето на овие одлуки. Со реализацијата на овие 3 проекти, жителите на општината ќе добијат уредени зони за рекреација, а дополнително со набавка на новото комунално возило значително ќе се подобрат услугите и ќе се намалат трошоците за зимско одржување. Советниците од СДСМ и Левица не можат да се помират со фактот дека новата локална власт, предводена од ВМРО ДПМН, на чело со градоначалникот Александар Стојковски, за само 100 дена има реализација на многу проекти. Воедно, сакаме да ги увериме граѓаните дека стабилното мнозинство во Советот, предводено од ВМРО ДПМН и коалицијата, нема да дозволи кочење и деструкција на ниту еден проект. Нашата работа нема да застане тука. Покрај сите притисоци и обструкции, ВМРО ДПМН ќе продолжи да биде на страната на своите граѓани. Ви благодарам.